Разголувањето на шумата поради опаѓањето на лисјата им создава се подобри услови на ловците, особено за крупен дивеч за поуспешен лов. На Осоговските планини на Плачковица, дива свиња и друг дивеч има како ретко кога порано. На богати терени со дивеч се фалат и ловците во полските ловишта, каде зајаки и рибица има надпросечно. Па сепак и покрај ваквите состојби ловците извинатиот викенд не се пофалија со богат улов. Вела дека дивечот повторно ги надитрил во големите планини. Нашите крајови од секогаш имало доволно дивеч и ќе има дивеч. Природните услови се такви да дивечот без разлика што ќе мигрира може да остане тука и ловците прават успешен лов на нашите. Ловците ловат и прелетен дивеч и автохтон дивеч. Значи се лови грлица, препелица, див зајак, пуштаме ловен фазан, останува фазан преку зимата, дива свиња. Па најкарактеристичен и најатрактивен е лово на дива свиња. Студеното време им ги намали можностите за рибарење на рибарите, ама најупорните секогаш наоѓаат време да се побараат среќата во длабочините на студените води. Најупорните од брегалница успеваат да изведат по некој клен или мренка. Други пак на езерото градче чекаат да загризе сом, крап или црвеноперка, но дали поради променливото време или нешто друго, уловот е мощне слаб. Тоа што ги охрабрува рибарите се појавите на крупни парчиња крап и сом, кои од време на време ги брануваат мирните езерски води превртувајќи се на површината.